Драги браќи и сестри, мир и Божи благослови посакувам. Не се договаравме за оваа песна, но интересно е, таа е првата песна која како дете имам научено. Има интересна случка со таа песна. Мојата покојна баба е по потекло од Крива Паланка и мама ми раскажува, вели на 2 годишна возраст дојдоа гости, некои роднини од Крива Паланка, и ти почна да ја пееш таа песна пред нив. И они зачудени, која е пораката сега. Знаете. Денес би сакал да размислуваме за една многу битна тема. И на почетокот сакам да ви поставам едно прашање. Дали некогаш си се осетил толку изфрустрирано? Си осетил до таа мерка да си изфрустриран, да осеќаш болка и си легнеш во својата постела, пробуваш да спиеш, но не оди. Единствено нешто што чувствуваш е како срцето поради некоја причина чука овде. Дали си ја осетил таа фрустрација затоа што ти се чини дека се добро правиш, а ништо на добро не оди? Пробуваш да бидеш се подобар човек, а реалноста е се полош човек стануваш. Наместо да одиш напред, да го менуваш својот карактер на добро, ти одиш назад и твојот карактер ти се менува на лошо. Денес би сакал да размислуваме за еден човек кој што цел свој живот бил пред вратите на храмот, но никаква промена не се случило до еден момент. Секој ден, секој Божи ден, наутро го носат пред храмот, навечер го носат дома од храмот. И ништо добро не се случува. Денес би сакал да размислуваме за првото чудо после Педесетница. Читаме Дела апостолски 3 глава од 1 до 10 стих. Слободно отворете. Книга на Дела апостолски 3 глава од 1 до 10 стих. Петар и Јован одеа во храмот во 9-тиот молитвен час. Тогаш носеа еден човек хром од раѓање. Него го поставуваа секој ден пред храмската врата, наречена Красна, за да проси милостина од оние кои влегуваа во храмот. Штом ги виде тој Петар и Јован, кога сакаа да влезат во храмот, запроси да му дадат милостина. А Петар заедно со Јован се вгледа во него и му рече: погледај не. Меѓутоа тој внимаваше на нив, чекајки само да добие нешто од нив. Но Петар му рече: немам ни сребро, ни злато, но што имам, тоа ти го давам. Во името на Исуса Христа Назареецот, стани и оди. Тогаш го фати за десната рака и го исправи. А нему веднаш му зацврснаа стапалата и глуждовите, па скокна, се исправи и прооди, и со нив влезе во храмот, скокајки и фалејки го Бога. Така целиот народ го виде како оди и го фали Бога. И го препознаа дека е тоа оној кој седеше пред красната врата на храмот поради милостина, и се исполнија со восхит и беа вон себе заради она што му се случи. И додека трае оваа проповед, и кога ќе заврши, размислувај зошто доаѓаш во црква. Зошто си овде?
Петар и Јован одеа во храмот во 9-тиот молитвен час. Во овој текст е содржана една огромна критика на индивидуализмот кој што владее денес во 21. век. Се повеќе и повеќе индивидуализмот зазема залет и се повеќе и повеќе ги руши пријателството, единството, другарството кое што некогаш не краселе. Индивидуализмот вели ти си доволен сам за себе. Немаш потреба да одиш во црква. Зошто ти се тие браке и сестри? Зошто ти се тие пријатели? Тоа е негативната страна, но индивидуализмот има и една позитивна страна, бидејќи порано, 17-18 век, ти си немал право да одбереш. Ако твојот татко е православен, и ти мораш да бидеш православен. Сега имаме простор да одбереме, но од друга страна се повеќе и повеќе се оддалечуваме едни од други. Не морам да одам во црква, бидејќи јас имам однос со Бога. Но еве што вели, Петар и Јован одеа во храмот во 9-тиот молитвен час. Заедно одат во храмот кај браќата и сестрите да се состанат. И тоа одат во храмот после Педесетница, кога Светиот Дух се издил. Индивидуализмот вели сам сум доволен, но христијанството вели го примив денес Светиот Дух и затоа одам во црква да го поделам тоа со браќата и со сестрите. Да си бидеме подкрепа едни на други. Апостолите и после тоа излевање на Светиот Дух остануваат луѓе на молитва. Ја имаат сета сила на овој свет, што сакале можеле да прават, но не ја заборавиле молитвата. Колку повеќе Бог не користи, толку повеќе ни е потребна молитвата. Мартин Лутер во една прилика рекол: имам толку многу работа денес, што првите 3 часа ќе ги поминам во молитва. А колку се молел кога немал работа. Драги браќа и сестри, често се поставува прашањето, се сеќам кога бев студент, ми се постави прашањето, а зошто да се молам? Зарем Бог не ги знае моите желби, моите потреби? Да, но тој сака тоа да го слушне од тебе, од твојата уста. Мораме да станеме луѓе на молитвата. Луѓе кои што не се молат само сабота наутро во 8:58 пред да почне богослужението, него луѓе кои што секојдневно се во комуникација со Бога. Тогаш носеа еден човек хром од раѓање. Него го поставуваа секој ден пред храмската врата, наречена Красна, за да проси милостина од оние кои влегуваа во храмот. Дали примеќате нешто во овој стих? Секој ден го става пред храмската врата. Близу до светото место, каде е Бог, но не и во него. Јас мислам дека тоа за нас има една огромна порака. Дали си само физички овде? Дали си дошол во црква,
но си останал пред вратата на црквата. Или си влегол со сето срце, со сета душа, со сите мисли пред Бога. Доаѓаме, слушаме, да се присетиме на уводот, но нема никаква промена. Дури и да има промена, таа промена е на назад, на лошо. И тука се поставува прашањето повторно, зошто доаѓаш во црква? Дали само доаѓаш за да добиеш нешто, бидејќи очекуваш, бидејќи си слушнал дека Христос не спасува, па ајде да дојдеме да го засигураме своето спасение, или си овде за да и дадеш нешто, за да му дадеш нешто на Бога? Дали си во црква затоа што се плашиш да ја изгубиш својата душа, или си во црква затоа што си благодарен на Бога, затоа што ти е спасил твојата душа? И како се нарекува вратата каде што го оставаат? Красна. Апсурд. Пред вратата наречена убава седиш, а тебе не ти е убаво. Штом ги виде тој Петар и Јован, кога сакаа да влезат во храмот, запроси да му дадат милостина. Наместо исцелување, тој бара пари. Знае дека е во тешка ситуација, но не го бара онаа правото. Имаше еден професор по физика во средна школа, ни велеше зашто живееш. Дали имаш прави вредности или живееш, ќе го кажам на струмички, ден да помине, кифла да загине. Само ради реда. Наместо да побара од нив, исцелете ме. Цел живот е пред храмот и наместо да бара од Бога исцелување, тој само бара средства да би поминал уште еден ден, да би ги задоволил своите површни потреби, но длабоко во себе останува несреќен. Ти и јас сме натоварени со гревот. Тоа е факт. И кога ќе дојдеме пред Бога, дали бараме од Бога целосно исцелување или само малку да ни се олесни теретот? Боже, тргни барем 2 кила од овој мој терет, да можам полесно да се качувам по планината. Или му велиме на Бога, еве ме, ослободи ме целосно. Драги браќа и сестри, Бог не сака површно да не ослободи. Тој сака целосно да не исцели. Матеј 11:28 вели: дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Верувам дека секој од нас е обременет во овој живот. Верувам дека сите ние го чувствуваме теретот на гревот и заради тоа има многу непреспиени ноќи, кога си изфрустриран, кога не знаеш како да реагираш. Во тој момент дојди кај Христа. Предај се што те мачи на Него и ќе спиеш како бебе. Бог сака да ни даде целосно исцелување, не површно. Запроси за да му дадат милостина. А што му вели Петар?
A Petar zajedno so Jovan se vgleda во него i mu reče, pogledaj ne. Pogledaj ne во очи. Сега од друга страна, што ти и јас му нудиме на светот? Која порака му ја испраќаме? Петар и Јован му велат, погледни го Бога во овој момент. Види што може тој да ти даде. Меѓутоа тој внимаваше на нив, чекајќи само да добие нешто од нив. Само неколку сребреника да може да си купи леп. Денес Бог на овој свет, а воедно и тебе и мене, ни ја пружа својата рака. Да се фатиме за таа негова рака. Немојте да се задоволите само да се фатите за малото прсте на Бога. Фатете ја цела таа рака. Тој ти нуди исцелување, прифати го. Не прифаќај само олеснување или нешто друго. И потоа Петар е искрен со него и му вели, но Петар му рече, немам ни сребро, ни злато, но што имам, тоа ти го давам. Во името на Исуса Христа Назареецот, стани и оди. Немам ни сребро, ни злато. Не можам да ти овозможам да си купиш леп. Но во името на Исуса Христа стани и оди. Бог ги задоволува потребите. Што му нудиш ти на овој свет? Што како црква им нудиме на луѓето кои што се надвор од оваа црква? Дали сребро и злато? Дали програми? Дали евангелизации? Џабе сето тоа ако ја немаме силата на Светиот Дух. Залудна е секоја програма, секоја евангелизација, ако на светот не му го понудиме она што му е неопходно. Еден водач за млади ми рече овака, ако сака, направи им на младите, дај им го на младите она што им е потребно, а тоа е Исус Христос. Ако сакаш да им понудиш забава, тие секогаш имаат подобра забава надвор од црквата. Ако сакаме да им понудиме што и да е друго, освен Исус Христос, тие имаат подобрата верзија надвор од ова место. Ти и јас треба на овој свет да му го понудиме Исус Христос. Но Исус Христос кој што не само умира, туку Исус Христос кој што воскреснува и сега посредува за тебе и за мене, а и за нив. И тој исти Исус Христос ќе дојде и ќе не спаси сите нас. Тогаш го фати за десната рака и го исправи, а нему веднаш му зацврсна стапалата и глуждовите. Па скокна и се исправи и проди и со нив влезе во храмот, скокајки и фалејки го Бога. Тука е клучот. Петар не само што зборува, туку тој и дејствува. Не само му вели, немам ни сребро ни злато, но еве стани сега. Туку тој ја испружува раката, го фаќа човекот и му помогнува да застане на своите нозе. Ако ти
веќе си исцелен, а верувам дека сме. Преку Исуса Христа и ти и јас сме исцелени. Испружија својата рака без да се штедиш кон овој свет. Биди продолжена Божја рака на овој свет. Бог не исцелува површно. Тој влегува во сршта на проблемот. И што прави човекот кога веќе му се менува целата ситуација? За прв пат, после цел живот, после не знам колку денови преседени пред храмската врата, тој влегува во храмот и го слави Бога. Така целиот народ го виде како оди и го фали Бога и го препознаа дека е тоа оној кој седеше пред красната врата на храмот поради милостина и се исполнија со восхит и беа вон себе заради онаа што му се случи. Луѓето го препознале. Чекај. Пред 5 минути го видов како проси, не може да оди, а сега тој скока и го фали Господа, бидејќи го излекол. Личниот живот, браќа и сестри, е секогаш најдобро сведоштво за сите. Елен Вајд вели: ти си некогаш единствената Библија која луѓето ја имаат прочитано во својот живот. Го немаат сите овој формат. Сите околу тебе немаат Библија дома. Но те има тебе во околината и ти со твојот пример можеш да бидеш доказ дека Бог постои. Но не само дека постои, дека тој се и грижи за нас, ги задоволува нашите потреби. Драги браќа и сестри, не знам до каде сте стигнати. Не знам дали сте уште пред вратата на храмот или веќе сте осетиле дека Бог ве променил. Но што и да се случува, соберете храброст да прво ја испружите својата рака кон Господа, да се фатите цврсто и со едната рака држете се за Бога, а со другата испружете ја кон овој свет. Нека Бог не благослови сите. Амин.